Фатмир Лимани денеска излезе да каже дека он прекршил еден куп меѓународни закони и права и затоа не му дале. Денеска се оправда за да се дозакопа. Прекршил меѓународни правила, меѓународни закони за да го врати Али Ахмети у Македонија. Де факто правел идентистички работи, срамота, тероризам. Ова реакција следи, го изнервира изгледа од политичките партии. Че ние уште во неделата доставивме прашања до министерот, лично му пишавме на неговиот мејл и на мејлот на министерството. Дали е точно дека бил одбиен за виза за патување во САД. Не добивме одговор на тоа прашање и кога помина, мислам дека 48 часа помина, ние го напишавме текстот и објавивме дека нашите наводи и сериозни информации се такви дека тој не добил виза за патување во САД. ВМРО-ДПМНЕ и оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ се представуваше како влада со најдобри односи со Соединетите Американски држави во историјата на држава. И сега ти една таква влада имаш министер кој што не може да се појави во Америка. Кој што прашање дали може да се појави во некоја друга држава без да биде уапсен. Никаква работа да обавува надвор од територијата практично на Македонија. Тоа е проблем за државата. Овде он не кажува конкретно дека има забрана само за Америка. Значи според меѓународното право, за тоа што го правил 2001 може да има за воени злосторства и за злосторства против човештвото. Пречката вели за слободно движење произведува од фактот дека жртвува все за да го врата Али Ахмети заедно со неговите деца и пријатели во неговата татковина, користејќи начини и средства забранети според меѓународното право.